Во Домот на културата Ацо Шопов во Штип денес учениците одржаа изложба под менторство на професорката Верица Наумова. Изложбата беше посветена на основоположниците на македонското сликарство, наменета за учениците од различни возрасти. Како што истакна Верица Наумова, целта учениците да се запознаат со делата на познатите македонски сликари. Таа посочи дека меѓу авторите се Никола Мартиновски, Лазар Личеновски, Димитар Кондовски, Димитар Пандилов и Вангел Наумовски, кои оставиле значаен белег во уметноста. На изложбата се представени вкупно 54 слики. Настанот го посети ученици од одделенската и предметната настава, како и средношколци. Денес имаме изложба основоположниците на македонското сликарство. Со цел учениците да се запознаат за делата на познатите македонски автори, односно сликари, кои оставија голем белег и се темелите на македонското сликарство. Тоа се Никола Мартиновски, Лазар Личеновски, Димитар Кондовски, Димитар Пандилов, Вангел Коджуман, Вангел Наумовски, Папрадишки и многу други. Овде имаме 54 слики на број, инаку има ученици од одделенска настава, предметна настава и средношколци. Како што истакна и голем дел од учесниците на оваа изложба. Припремите на нивното дело траеле од 5 часа па 7 месец дена. Како што нагласија младите уметници, делата се изработени со акрилни бои и други техники, а изложбата обединува творби од ученици од различни возрасти, што и дава посебна разновидност и креативен израз. Јас сум второ одделение. Во кој училиште? Бачо Прки. За оваа изложба изработив 2 цртежа од сликарот Вангел Коджуман. Јас нацртав слика од Никола Мартиновски, сликата на невеста и ми зафана околу 1 месец или 2 недели. Мојата слика беше изработена од моја страна, а инспирација ми беше македонскиот сликар Вангел Коджуман. Околу 1 месец. Оваа слика е всушност дело на Димитар Кондовски, кој е македонски сликар. Таа е изработена за околу 4 до 5 дена. Ова ни е 7-ма изложба порети. Целта на оваа изложба е да се прикажат македонските уметници кои не многу луѓе ги знаат, а всушност гледаме дека тие имаат многу квалитетни дела кои се значени за македонската уметност. Јас мојот цртаж ми требаше околу 5-6 дена да го нацртам и го цртав со темперни бои. Преку користење на различни техники, вклучително и акрилни бои, младите уметници успеаја да создадат впечатливи и разнолики дела.